Државата повторно ги остави на цедило болните од цистична фиброза. Пациентите револтирани прашуваат зошто нема прогрес во набавката на лекот Трикафта и покрај тоа што пред 1 месец беа изгласани неопходните законски измени кои беа пречка за тој да се донесе во земјава. Од Асоциацијата за цистична фиброза се жалат дека надлежните воопшто не работат за решавање на проблемот на останатите пациенти, откако лекот го добија 12 за кој беше оценето дека се во најкритична состојба. Најавија и нов протест, доколку состојбата околу набавката на Трикафта остане непроменета. Чувствуваме дека смртта на Благој ќе направи да се донесе тој лек за 12 најкритични пациенти, но мотивацијата застана овде, за жал. Мислам дека се смири јавноста, се смирија медиумите. Ние искочивме со убави резултати тие кои што го примаме лекот и мислам дека и во јавноста се појави една слика дека ние сме завршиле работата, но далеку сме од тоа. Иако поминаа законските измени на кои што се инсистираше, наводно кои што беа пречка, еве после месец дена, после самите измени, ние немаме никаков прогрес. Од Асоциацијата велат дека колку побрзо се решат овие проблеми за сите пациенти, толку ќе биде подобро за да не се дозволи некој друг пациент да го изгуби животот молејки за лек. Многу е битно колку порано се почне со терапија, посебно и кај малите дечиња, има многу поголем напредок. Ќе прекинат да користат голем дел од терапијата која ние ја користиме, што значи дека би го олеснила и буџетот од тој аспект, дека не е Трикафтата само трошок, туку може да донесе и позитивни ефекти кај сите пациенти и за државата исто така. Од Министерството за здравство велат дека активно се работи за решавање на проблемот. Министерството за здравство веќе активно работи на изнаоѓање на сеопфатно решение за овие пациенти. За таа цел е ангажирана работна група која од пред 2 недели работи на случајот. Во земјава има околу 140 пациенти од сите возрасти со цистична фиброза. До сега Трикафта добија само 8 пациенти, а уште 4 денеска почнуваат да го примаат лекот на детска клиника и на клиниката за пулмологија.